Почитувани граѓани на селото Карпуш, драги мои пријатели, дојдовме овде да ви изложиме, односно да ви образложиме што ќе работиме, како ќе работиме, само дел од нашата програма, бидејќи е таа обимна, а вие ја имате добиено во сите ваши материјали, можете слободно да погледате што има за вашата населба, што има за Куманово, сето тоа што е остварливо. Немаме ништо ставено што не може да се оствари. И тоа ќе ве уверам дека само со парите што се прибираат во општина Куманово, воопшто не ни се потребни од никаде средства за таа програма да ја реализираме. Час ми беше и задоволство да бидам начело на оваа листа на кандидати за членови на Советот на општина Куманово. Независната листа кад ако не ск, односно кога ако не сега. Затоа што на оваа листа имаме стручни кадри од сите области на живеењето во нашиот град, кадри способни да го водат градот, да ја водат општината, да допринесат за поубав живот во општината, кадри кои што со својот ентузијазам, со својот елан, со својата одлучност и со својата борба со овие големите партии ќе допринесат Куманово да заживее онака како што треба да живее, Куманово да стане град кој што ќе биде еден од најубавите и најмодерните во Македонија, град кој што ќе личи на европските градови, а не како до сега да се давиме во кал одејки по овие улички кои што не се асфалтирани, а за кои што општината е должна тоа да го направи. Што ние се разликуваме од другите? Многу се разликуваме. Тоа ќе го почувствувате на 25 изутрината кога ќе ја добиеме вашата доверба и кога ќе застанеме на чело на општината. Ќе видите дека ние, она што го ветуваме, не го ветуваме напразно. Ние не ветуваме ништо што ќе оди во ветер и магла, туку ветуваме она што навистина ќе биде остварливо, навистина ќе го оствариме, а за тоа ќе бидете сведоци вие после нашиот избор за раководители на општината после 24 март. Давајќи го гласот за број 3, независна листа за кандидати за членови на Советот на општина Куманово, на независната опција кад ако не ск и бројот 3 за нашиот кандидат за градоначалник и иден градоначалник на Куманово Виктор Цветковски, вие всушност гласате за себе, гласате за сите проекти во Куманово кои што се зацртани во нашата програма, гласате за подоброто на Куманово, гласате за подоброто на оваа населба, гласате за подоброто на сите нас. Се разликуваме од другите по тоа што ние имаме кредибилитет да го представуваме населението на Куманово, бидејќи тоа ни даде 650 подписи за 5 часа во она невреме кое што владееше во саботата кога ги собиравме подписите, а додека другите имаат подпис само на нивниот лидер. Еден подпис и 620 подписи не е исто. Се разликуваме и по тоа што ние не ветуваме она што не можеме да го оствариме. Другите ветуваат се и сешто. Се разликуваме и по тоа што ние сето тоа што го ветуваме ќе го оствариме, за другите веќе имате искуство и знаете. Ќе ви спомнам само дека на нашата листа сите кандидати од првиот па до 33-тиот
Ниту еден од нив нема црна дамка во досегашното битисување на овие простори, односно од нивниот живот. Ниту еден нема опашка зад себе, ниту еден нема направено ниту едно лошо дело за кое би го споменувале, ниту еден нема направено зло на никого и нема да направи. Ве уверувам, сите ние сложно ќе работиме за доброто на Куманово, за доброто на овие луѓе тука во населба Карпош, за доброто на сите нас. Куманово ќе биде град на едината, град со кој што сите ние ќе се гордееме. Што ќе се прави во нашата населба? Како ќе се реализираат проектите кои што се зацртани во нашата програма, која ви е поделена? Ќе ви образложи, односно ќе ви даде образложение за дел од програмата, секако не може за целата. Нашиот кандидат за градоначелник и иден градоначелник, јас сум уверен во тоа, а вие ќе се уверите на 25 между утрината во раните утрински часови, господинот Виктор Цветковски. Почитувани граѓани, жители на населба Карпош, прекрасно е задоволството. Денеска сме цел ден со вас. Денеска го поминавме целиот реон, поминавме целата населба, од врата до врата, поразговаравме со сите вас во најголем дел и еве гледате денеска вечерва во колка голем број сте тука. Тоа што покажува населба Карпош, тоа сите ние многу добро го знаеме, дека е населбата која знае да препознае победничка опција. Населбата која одлучува кој во Куманово ќе победи. Со вашето присуство денеска покажувате и докажувате кој во Куманово ќе победи. Тоа се овие луѓе овде што стоиме пред вас. Благодарност до сите вас што се вклучивте во нашата кампања, што сте активни, што ни давате поддршка, што активно со нас ги убедуваме луѓето дека на овие избори сме ние, тие кои што ја заслужуваат довербата на граѓаните. Зошто ја заслужуваме довербата на граѓаните? Затоа што знаеме како, затоа што можеме, затоа што сме енергични, затоа што сме искусни, затоа што едноставно на овие локални избори ќе победат оние кои што се честни и одговорни со намерите кои што ги имаат за овој град. Тоа сме ние денеска кои што стоиме пред вас. Еве ги нашите кандидати, погледнете ги, погледнете Миле Мишевски и Александра Десподовска. Луѓе, Миле е пример како може да се работи со својот труд, да функционира и да се бори. И тоа е одлика на Куманово. Погледнете Александра Деспотовска, кој е ваш жител, сожител овде во населба Карпош. Млада, енергична, образована, личност која заслужува да добие поддршка. Личност која едноставно во наредниот период ќе се гордее населба Карпош што Александра и Миле. Почитувани, тоа не случајно е. Значи, водевме сметка на овие локални избори, кој ќе се појавиме пред вас. Сите ние имаме искуство во многу сфери, имаме и политичко искуство, но немаме црна дамка позади нас и затоа влеговме смело, храбро да ја бараме довербата. И тоа ќе не донесе до победата. Овде, во населба Карпош, гледам дека веќе Сабајлево утрово вие поделивме програмата во најголем дел, веќе ја има дел од вас прочитано, сега навлегување овде ми бележат што се прочитале, разговараат луѓето. Ни причинува задоволство што ги детектиравме проблемите на населба Карпош. Во наредниот период го знаеме проблемот со водоснабдувањето на високата зона во населба Карпош. Ќе го решиме со поставување на пумпи со висок капацитет кои што ќе може да го поддржат ова население секогаш, да нема проблеми со водоснабдувањето. И ќе биде уште еден услов за продолжување на сите оние кои што се осмелија приватен бизнис, стопанственици да работат и да се шират овде во оваа индустријска зона. Почитувани, седиме, стоиме овде сите ние на улица 100 или Стар Планечки пат. Пат кој што многу пати е ветуван дека ќе биде реконструиран. Ние
Ние во наредниот период од 4 години ќе го реконструираме. Знаеме во која должина е и знаеме дека е неопходен подхитно во најбрз може рок да се реконструира. Тоа ние ќе го направиме. Ќе продолжиме со реконструкција на улица 120. Зошто? Затоа што во делот на старата касарна сакаме, планираме да направиме, да го уредиме тој простор и да направиме детска градинка. Затоа што населба Карпош мора да има детска градинка. За да до таа детска градинка се оди, да се пристигне, мора да има уредена улица. Ветивме минатиот пат на 120 улица, граѓаните го побараат тоа од нас, дека ќе направиме пешачко мовче кај бара, место викано бара, затоа што кога ќе најдат големи води, опилни дождови, нашите дечиња, вашите дечиња од овде не можат да преминат од другата страна, со возила ги носат и тоа е наша обврска, затоа во најбрз може рок тоа мовче ќе го направиме. Ќе продолжиме со инвестиции во делот на улица 160, гледате дека тампон е ставен летово. Тампонирањето е завршено, асфалтот го нема. Не е тоа само со пример со улица 160. Тоа е пример секаде во градот се почна во јули-август, не се заврши и денеска во месец март. Тоа некој не случајно го почна, мислеше дека тоа толку едноставно ќе помине кај граѓаните, тоа не поминува. Наша обврска е дека ќе дадеме приоритет на улиците кои што ги поврзуваат Николски пат и овде улица 100, односно стариот Паланачки пат, да може кружно жителите на населба Карпош да движат и сега го давајќи приоритет на тие улици, постепено ќе влеземе во завршување на оној проект кој што го крстивме. За секоја куќа, вода, канал, асфалт, тротоар. Тоа е наша обврска и тоа ќе го направиме. Денеска се сретнавме, овде можеби има представници од улица 5. Таа е доле пред економската зона. Улица која што сега со поплавата нема куќа, некаде се 10 на 15 куќи кои што имале проблем на оваа поплава која го задеси Куманово, буквално кај сите нив влезена е вода и ветивме тоа ќе го направиме, тоа им го должиме дека таа атмосферска вода ќе биде регулирана на начин најсоодветен и дека веднаш на 10 април лично си дел од советниците ќе дојдеме заедно со проектантите, ќе отпочне на улица 5 да се работи проектот за регулирање на атмосферските води. Имаме многу проекти кои што сме посветени да ги направиме на населба Карпош, затоа што населба Карпош и сите вие тоа го заслужувате. Ова е, само погледнете денеска, имаме од сите генерации, имаме млади луѓе, имаме енергични луѓе, но имаме искусни луѓе, кои што едноставно сакаат да помогнат нивните деца да имаат посветла иднина. Ние тоа ќе го направиме. 32% од граѓаните во општина Куманово бараат економски развој. Бараат од градоначалникот и локалната самоуправа економски развој. Ние тоа мора да го направиме. Затоа предвидовме во нашата програма мерки за субвенционирање. Секој оној кој што во општина Куманово ќе инвестира во стопански субјект, во стопански објекти, во проширување на капацитети, ќе вработи луѓе. Ние сме тие кои што ќе ослободиме таа организација, тој праве субјект од комунали, но за тоа ќе му донесеме и асфалт, и канал, и вода. Само за да вработи луѓе, да потикнеме вработување. Ние можеби директно не можеме да влијаеме, но со потикнување на инфраструктурата, со регулирање на инфраструктурата. Ние сигурно сме убедени дека ќе успееме да потикнеме, да го потикнеме економскиот развој, вработувањата во општина Куманово мора да тргнат постепено. Нашите луѓе кои се иселени, кои во Црна Гора работи, кои во Србија работи, кои во Афганистан работи, мора да се врати на своето родно место, мора на својата родна групка. Едноставно не сакаме нашите деца да живеат без своите родители. Мора да се тука, за тоа мора да се вложиме сите и едноставно тоа им го должиме на нашите деца, на нашите сограѓани. Другари, можеме многу заедно. Единствени сме на овие локални избори. Независни сме, немаме обврска према политички лидери, немаме обврска према политички партии, имаме обврска према вас. Вие сте тие што ни го дадовте мандатот да се бориме и да се бориме за овој 4-годишен мандат на локалната самоуправа. Со вашите подписи ние продолжуваме го таа битка. Битката
постепено е се повеќе и повеќе победничка. Тоа го чувствуваат и нашите опоненти. Гледате, секој ден ние залепи постери, они скини постери. Ние залепи постери, они спреј на очи. Спреј на бројка. И тоа нема да им помогне. Ние победуваме на овие локални избори. Граѓаните, ние сме тие, независни. Ние сме тие кои што можеме Куманово да го одведеме како град во прав правец. Да се види како домаќински ќе се работи. Дека може да се работи. На 24 март излезете заедно. Да излеземе победници со заокружување на број 3 за градоначалник Виктор Цветковски, за советници сите овие луѓе кои што стојат предводени од Драги Караджински број 3 и ние сме тие кои што ќе покажеме во Република Македонија дека партиите во изминатиот период до сега не заслужуваат доверба во Куманово и нема да ја добијат довербата ја имаме ние. Ви благодариме, ќе продолжиме заедно да се